Многу често во денешната литература, во говорите на популарните мотивацијски говорници, среќавам препораки од типот сменете ги лошите навики, одстранете ги лошите навики, а, тргнете ги од себе лошите навики и нешто слично. Јас сум многу против тоа, мислам дека е тоа многу лош совет. Зошто? Затоа што според мене нема лоши навики. Ние не се раѓаме со лоши навики, туку нашето искуство со текот на времето не научило да се справуваме со одредени ситуации на даден начин и да размислуваме на одреден начин, да реагираме на одреден начин кој некогаш имал функција. На тој начин ние сме добивале нешто, сме имале некаква корист, сме се заштитувале на некој начин, може би, со токму таквото однесување. Значи, тоа имало функција некаква. Може тоа било најбезбеден начин за функционирање во минатото, но тоа е дел од нашето минато искуство, дел од нас едноставно. И кога му викате на некој одстрани ја таа навика, исто како да му викате одстрани го тој дел од себе, тој дел од тело. А тоа не е добро. Добро е кога се работи на интеграција и добро е кога се работи на учење на нови искуства, затоа што секое искуство, добро или лошо, е дел од нашата личност, треба само да научиме како и кога да го користиме. И добро е кога имаме нови искуства, кога пробуваме нови работи, тогаш веќе превземаме поголема одговорност за нашето однесување, за нашиот начин на размислување, за начинот на кој реагираме во дадени ситуации и имаме избор. Може да се однесуваме, значи, според тоа како порано сме се однесувале или пак според тоа како имаме сега ново искуство. Веќе имаме одговорност за себе и избор, значи, она богатство од различни начини на однесување го применуваме согласно нашите потреби, нашите цели, нашите желби. Значи, нема лоши навики. Добро е само да одиме кон мотивирање на луѓето да стекнуваат и нови навики, нови начини на однесување, да пробуваат нови работи. Некој ќе рече, можеби, еве, не е добра навика, нели, лоша навика е кога некој прекумерно пие. Но тој некој го прави токму тоа затоа што веројатно не наоѓа друг начин како да се справи со одредени проблеми со кои се соочува. Веројатно алкохолот врши некаква работа, нели, може да го десензитизира, да не чувствува ништо, може да направи во барем одреден период да не размислува за проблемите, да се дистанцира од нив, да направи како да не постојат тие проблеми. Но тоа, нели, не е начин за генерално решавање на проблемите кои постојат. Кога има некој таков проблем, таква стекната навика, ако го критикуваме, веројатно ќе се чувствуваме и ние лошо, и тој се чувствува лошо и научува како самиот потоа да се критикува себе зошто го прави тоа. Но ако одеме кон тоа да му покажеме дека може поинаку, дали со собствен пример, или пак да го мотивираме самиот да проба нешто поинаку, тогаш веќе креираме можност за создавање на нови навики. Па тогаш го учиме и човекот дека може да избира дали ќе продолжи со алкохолот или ќе проба нешто друго, што е пофункционално и што, нели, ќе ја промени ситуацијата во која се наоѓа. Значи, нема лоши навики.